на доењето се инсистира прилично во последните десетина години, особено, па и порано токму заради тоа што ние преку млекото на мајката внесуваме антитела кои што се значајни за поготово за првите 6 месеци до 9, кои што се значајни за стартниот имунитет на детето. Меѓутоа, ако тоа не го правиме, потребата од внесување на пробиотици станува прилично значајна и токму заради тоа голем дел од вештачките храни се комбинирани со пробиотици за да го индуцираме имунитетот на новороденчето, на малото, бидејќи секоја инфекција е опасна. Сите родители, поготово млади, имале доста непроспиени ноќи и добро е да се зачува имунитетот. Во контекст на малку поголемите деца, да речеме, кои што одат во градинка, тие па си имаат други проблеми, односно одеднаш доаѓаат во средина каде што има голем број на непознати микроорганизми, опасност од разни заболувања, и тука исто така е корисно да се продолжи со таа суплементација на пробиотици или комбинација со витамин D3 за да го засилиме имунитетот и полесно да се пребродат сите тие детски болести